Се закани со тензии, па подвадена вели дека такво нешто не кажал. Шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој во саботата пред јавноста зборуваше дека неприфаќањето на францускиот предлог меѓу другото ќе предизвикал и меѓуетнички тензии, реагира дека неговата изјава била спинувана и извадена од контекст. Јас сум кажал меѓуетнички конфликт. Никогаш јас не сум кажал. Не можете да читате наслови на портали. Мора да го видите контекстот. Од 2 сата брифинг мора да видите што било прашањето, што е одговорот, во кој контекст. А не изјава, тоа е извадена еден збор од една подолго објаснување. Изјавата на Османи предизвика и бура реакции со осуда во јавноста, но и критики дека е недозволиво тој како министер за надворешни да испраќа вакви предупредувања во вакви критични моменти, што точно Бујар Османи всушност кажа, регистрира и камерите на медиумите. Ако Албанија ги почне преговорите, ако народот сфати дека нема иднина, верувајте дека илјадници ќе почнат да земаат пасоши од соседството. Илјадници ќе донесат одлука да заминат, да ја напуштат државата затоа што нема иднина. Ќе почнат тука тензии меѓуетнички, ќе почнат тензии меѓу различните категории граѓани. По острите критики во јавноста, Османи и денеска продолжува да го брани и промовира францускиот предлог, кој тврди дека бил добар за државата и отворал перспективи. За внесувањето на бугарите во уставот, Османи смета дека ќе го има потребното двотретинско мнозинство. Дури е сигурен дека ќе имало ни повеќе ни помалку, туку 118 гласови од пратениците. Критиките на јавноста за содржината на договорот дека води кон целосна бугаризација според него се само погрешна перцепција. Во меѓувреме неговите колеги од ресорот со кој што раководи, веќе бараат и тој да си поднесе оставка. Македонскиот дипломатски синдикат инсистира Османи да замине поради како што велат свесното уништување на македонската дипломатија.